Денеска да кажам дека се одбележува светскиот ден на астмата под мото вие можете да ја контролирате астмата. Порастот на хоспитализирани пациенти расте. Во 2012 година биле 1662, во 2015 година се 1905. Но и покрај тоа, нашите доктори пулмолози кажаа дека навремената терапија која што ја земаат овие пациенти, кои што мора да се пофалат дека сега целосно се наоѓа на позитивната листа, затоа што станува збор за многу скапа терапија која што претходно мораа пациентите приватно да ја купуваат. Сега целосната терапија е покриена и се наоѓа на позитивната листа. Благодарение на тоа, благодарение на временото откривање на ова хронично заболување астма кое што трае во текот на целиот живот. И многу е важно да се открие навреме и важен е квалитетот на живот кој што ќе го имаат пациентите. Сето тоа допринесува да кај нас во Македонија го нема најтешкото астматично заболување кое што всушност завршува и со смрт, тоа е статус астматикус. Можеме да се пофалиме кај нас во Македонија дека тоа го нема. Немаме тешки случаеви. Исто така можеме да се пофалиме со тоа дека сме единствени во Европа кои што имаат 24 регионални центри за астма кои што се опремени со најсовремена опрема.